Активиран е ставениот во мирување штрајк организиран од Синдикатот на Државниот испитен центар. Поради ова нема да се спроведе стручен испит за наставници и стручни соработници за приправници, а нема да се реализира ниту основната обука за директори. И решивме дека повторно ќе мораме и покрај тоа што не сакаме, ќе мораме да преидеме во реактивирање на штрајкот кој што веќе не беше активен во претходниот период. Во овој момент требаше да се случува стручниот испит за наставници и стручни соработници за приправници. Тоа е нешто за кое што се инволвирани и засегнати околу 700 лица кои што се пријавени во овој испитен рок. Тие 700 лица очекува да го положат испитот, да полагаат да го положат испитот и да им се трансформира работниот однос до крајот на годината, како што е секоја година. Во овој случај испитот нема да се случи. Ова ќе парализира голем број на активности. Повеќе процеси кои што се во тек ќе бидат стопирани. Основната обука за директори нема да се реализира, нема да почнат нови групи. Меѓународните, она кое што не е потпишано од Државен испитен центар, нема да се реализира. Тоа што го потпишува, сакам да кажам, Министерството. Сума сумаром, повеќе процеси ќе бидат засегнати од ова и ние свативме дека Министерството за образование, па и владата веројатно не е заинтересирана за тоа во каков хаос ќе влезе нашиот образовен систем и не гледаме повеќе наша одговорност во тоа што ние ќе сопреме некој процес затоа што немаше никаков слух од другата страна. Во меѓувреме се изготвуваат прашањата за матура и се доставуваат во Државниот испитен центар, но нивните координатори нема да ги примат. Матурата и од овој аспект и во овој момент кога го почнуваме штрајкот повторно ќе биде загрозена, затоа што тоа е процес што се случува во текот на целата година. Не е нешто што е непосредно пред тестирањето. Тоа е само завршниот момент. И покрај преговорите со Министерството за финансии кои се одвиваа во последните 7 месеци, резултат за исполнувањето на нивните барања нема.